Меѓутоа имало друг проблем. Кој да седне на грчкиот кралски престол? Првата, да дефинираме, првата грчка држава, дозволена, признаена, оформена од Франција, Британија и Русија, ја има територијата до под Лариса. Да. Па надоле на кај Пелопонес, Атина и така. Добро. Кој да ја води? Кој да ја води? Првично, предлогот, а и прифатил, паднал на Леополд Сакс-Кобурготски, некој предок на денешниот бугарски политичар, бивш премиер и бивш цар Симеон. Меѓутоа, тој од кога разбрал со колкава територија би требало да влада и со какви финансиски средства, бидејќи парите што ќе ги дадат англичаните, нема да ги заборават, ќе си ги бараат назад. Не се дадени тие пари за џабе. И се откашал. Има се разни... Тоа се всушност наместници билат. Да. На некој начин. Се јавила со титула крал. Племички. Сега се јавил друг проблем. Што сега? Од како овој одби? А следната 1831 година ќе стане прв крал на Белгија. Нова Белгија што денес... Ово истив. Да, што одби во Грција и Нова Белгија што денес се распаѓа. Тогаш... Чекай, вака, само, не ли личи тоа делење на територии така да со вакви, не знам како да не, баш наместници, како денешно владење на територии кои се нарекуваат држави од страна на странските амбасадори, најмногу на американските? Се случува. Да, така, баш тоа ми асоцира. Токму и влијанието, значи, кога ги спомнавте амбасадорите, тоа е карактеристика за сите балкански држави во формирање. Не сме само ние случај, каде што странските амбасадори си дозволуваат некои работи што во нивните држави би било скандал. Да. Но на Балканот, значи не е само Македонија случај. Тоа е правило, да. Тоа е правило. И амбасадорите на овие три држави ќе имаат големо влијание во современата грчка држава. Дури првите политички групации биле наречени профранцуска, проруска, проанглиска или пробританска. Главните советници биле амбасадорите на овие три земји. Како водечи на партија. Ете така, од прилика така доаѓа. Од сега. И сега што се случува? Било решено малолетниот син, втор син на баварскиот крал Лудвиг, бидејќи Баварија била држава, Обединета Германија се уште не постоела, да биде прогласен за грчки крал. И договорот помеѓу Баварија и Грција, кој би го регулирала односите за доаѓањето на Отон, но и на 3000 баварски војници за да заведат ред, бидејќи грчките востанички сили биле... Да, тоа е како на Косово сега. Така. Точно. Туѓа војска и полиција да заведе ред меѓу дивљаци. Па, не биле баш дивјаци, меѓутоа за западните погледи биле дури понекогаш и така ги нарекувале. Дури тогаш прв пат ќе имаме подпис на еден грк. Во Лондонскиот протокол од 1830 кога Грција добива независност, нема подпис на ниеден грк. Договорот за границата помеѓу Грција и Османлиската империја подписан 1832 имаш 3 подписи на овие големи сили и на Османлиската држава. Грчки нема. Договорот за наименување на Отон за грчки крал помеѓу трите држави што ја стодадо Грција нема грчки подпис. Значи други им ја формираат државата. На Балканот така некако испаѓаат работите и за другите држави, подоста ќе ги спомнеме и тие како ќе настанат, бидејќи во 1830 Србија ќе добие автономија, значи прв чекор кон независност. Точно е дека србите имаат две востанија, храбро се бори и така. Не може да се негира тоа. Меѓутоа, ако не беше руската поддршка, нормално ради руските интереси во регионот, Србија немаше да добие автономија. Тоа е, гледаме и денес, со создавањето на една нова држава, дека таа држава добива поддршка од најсилниот на светот во овој момент. Сега, од кога дојде кралот, заедно со тројца регенти, бидејќи бил Баварецов и 3000 војска, така, започнаа да се создаваат институциите. Значи, собранието, владата,
првиот универзитет на Балканот во модерно време во Атина во 1837 година. Првото министерство за надворешни работи во една балканска независна држава во 1833 година. И интересно, грчкиот крал и регентите, највлијателните грчки политичари од востаничките редови ги праќаат како амбасадори во странство. Да не им се цел мешаат да не им уговор. се мешано, Да да не не се- им прават да не им се проблеми претка и регионалноци. така. И улогата на баварците исклучително голема во создавањето на институциите и поставувањето на темелите на современата грчка држава. Но и во креирањето на современата грчка нација, бидејќи пред постоењето на грчката држава не може да стане збор за постоење на грчка нација. Има една книга од еден професор на Йорк Юниверзити во Торонто, Томас Галанд, прогрчки, модерн гриз се вика. И самиот кажа, вика, нема, вика, грчка национална свест пред создавање на грчката држава. Вика, гркот, обичниот грчки селанец, повеќе бил приврзан за собственото село и за религијата, отколку за нацијата. Дури во овој момент се води полемика. Дали сме ромеи, значи византици, дали сме елени, односно елини, наследници на античките грци, дали сме греки, дури така некои грчки интелектуалци ги нарекувале современите грци за да ги разликуваат античките грци. Меѓутоа се случува едно интересно свртување кон античкото минато. Под влијание На Западот. на Западот, несомнено, бидејќи голем дел од грчките преродбеници, грчката интелигенција беше образована на Западот или во крајна линија живееше таму. Сушто Западот си го бара идентитетот свој преку нив. Преку нив Затоа модерната... се потоа сите ископувања и на Шлиман, затоа се сите ископувања на пирамидите и така натаму. Така велат, вика, основата на западната цивилизација, античка Грција и Рим. Дојде едно страутно свртување кон античкото минато и има еден друг интересен податок за нас македонците. Се јавува двоумење помеѓу грчките интелектуалци. Дали античка Македонија е дел од античкото грчко наследство или не? Имало голем дел што сметале дека е и дека е грчка, но имало и голем дел што сметале дека не е. Дека е одвоено. Дека е одвоена, например, Константинос Хинас, првиот ректор на Атинскиот универзитет. При говорот вели Грција беше под власта на македонците, византиците и Значи не се турците. исти, да. Не се. Јаковос Нерулос, председател на Атинското археолошко здружение, во едно предавање, одржано на Атинскиот Акропол. Намерно се држале предавањата на Акропол за да се крене свеста, да се каже, еве, ние сме наследници на античките грци. И во тоа предавање вели, се случи, предавањето 1841, се случи битката кај Хаеронеа, во која победи Филип и ја уништи грчката слобода. Но се случи нешто пострашно. Филип вика го создаде Александар. Значи, ни Филип, ни Александар Не се нивни. не се грци. И не ги третираат. Не ги третира. Значи, еден дел од интелектуалците. Имаме друг дел што ги третирале. Но, со само до тоа дека се води Имало дискусија, двојба. повеќе од јасна работата дека античка Македонија се уште не била сметана како дел од античкото грчко наследство. Но, како што се развива државата, како што минуваат годините, како што се развива новиот грчки идентитет, така растат и апетитите за нови територии. Бидејќи, реално гледано, Кралството Грција во границите од 1830 година немало големи економски ресурси. Ништо нема. Ево, тако живееш од вино, портокали, маслинки и И нешто трговија риба. со бродови, риба, тоа бил.
Меѓутоа, веќе развојот на образовниот систем си го прави своето. Атинскиот универзитет исто така си го прави своето. Бидејќи, нели, велиме, образованието е моќ. Кога образованието моќ, почнаш да размислуваш. Па почнаш тоа што си сметал дека не е твое, да го сметаш дека е твое. И на сето тоа кумуваат и баварците со нивното однесување. Например, реков дека тие многу направија со развојот на грчката држава, меѓутоа не ја знаеа душата на Гркот, бидејќи беа дојденци. Тие мислеле дека методите што се применуваат во Баварија може да се применат и во Грција. Гледаме и слично и денес. Да. Тоа што чини во цел свет не мора да чини и кај нас и обратното. И многу брзо ќе создадат антипатија кај обичните грци. Особено што ќе создадат Грчка православна црква независна од Цариградската патриаршија. Грчкото општество заради овој настан на 1833 година се поделува на два буквално непомирливи дела. Едни која бараат автокефалноста со објаснување имаме држава, мора да имаме црква, и други поголем дел кој што велат Цариградскиот патриарх е грк. Ние не се боревме во 1821 за ваква црква да создадеме. Таа црква делум не е создадена и под влијанието на баварците, бидејќи сакале, сметајќи како во Баварија дека црквата треба да биде со државата, односно контролирана од државата, да има посебна црква која нема да биде под влијание на Цариградската патриаршија. 17 години ќе имаат спор. Дури во 1850 Цариградската патриаршија, пак заради заедничките интереси грчки, ќе ја признае автокефалноста на Грчката православна црква, но во ранг на митрополија, Атинска митрополија. Црква на Грција, Атинска митрополија, денес е архиепископија. Во меѓувреме, грците не се многу задоволни од состојбите во државата, економски, политички, социјални. Обштеството не се развивало толку брзо колку што очекувале грчките интелектуалци. Ајде сега да не говориме за останатиот дел од населението, граѓанството, селанството. Меѓутоа, се уште мислеле дека може да влијаат врз кралот Ото. Кога виделе дека Ото не носи многу пари, кога виделе дека не сака да даде поголеми политички слободи, значи да даде устав, во 1843 во септември во Атина извршен државен удар и Ото не принуден да се повлече. Не да се повлече, туку да дозволи устав. Да дозволи устав. Да. Се свикува уставотворно собрание. Се прават избори и тука доаѓа до првиот поголем инцидент помеѓу нив, помеѓу грчката држава и османлиите. За прв пат е најавено дека се бараат пратеници од Епир, Тракија и она што нас не интересира, Македонија. Во грчкиот парламент. Во грчкиот. Османлиите жестоко реагираат. Но грците велат, не мислевме на пратеници од таму, туку на луѓе што живеат, а од таму се дојдени. Некако се средил проблемот, но овие избори и работата на парламентот е многу интересен за нас, бидејќи тогаш за прв пат еден грчки политичар, Јоанис Колетис, кој влав по потекло од Епир, значи не е етнички грк, јавно ќе изјави дека овие граници на Грција не се тие се малку пошироки. Се има две верзии за неговиот говор. Едната е дека го спомнува и Солун и Цариград како грчки, а другијата верзија, која што најверојатно е по-точна, дека не ги спомнал градовите, туку само кажал грците имаат една голема улога на истокот кој што треба да одиграат. Дали ги спомнал или не ги спомнал, не е важно. Тогаш започнува да се
работи на остварување на така наречената мегали идеја, значи голема тоа е почеток на тоа е мегалите. почеток. Тоа е 1800? 44 година. Меѓутоа, Македонија се уште не е примарна на грчките интереси. Многу е логично зашто. Прво, не се граничи Грција со Македонија, со Османлиската област Македонија, бидејќи Тесалија е помеѓу Македонија и Грција. Второ, во Македонија грците не биле мнозинство, биле малцинство во однос на македонците, турците, власите, албанците и така натаму. Евреите во Солун, знаеме дека во Солун доминира евреите се до 30-тите години на 20-тиот век. Но тоа не значи дека Македонија нема да биде посакувана. Сега, секоја држава, особено кога е млада, кога нема големо искуство, сака преку образовниот систем, меѓу другото, значи покрај другите начини, и да ја сервира на младината која што преку учење на историја, на јазици, на уметност и други предмети, таа идеја треба да ја прифати. И тогаш доаѓа до пресврти еден грчки историчар, Константинос Папаригопулос, во еден учебник за гимназија, пишува, вика, иако порано Филип и Александар беа запоставени од наша страна, тие се сепак грци. Значи, од тука е нивната пресвртница. Да. Значи, некаде 1840 и некоја. 44-та со мегали идејата. И малку подоцна со учебниците, односно со... Тука е пресвртницата кај што они... Веќе се зациментира ставот дека античка Македонија, а со тоа подосна и целата област Македонија, припаѓа на Грција и треба во иднина да припадне, дури и да припадне до Шар или Скардос, како што грците го нарекуваат. Сега јас ќе те прекратам малку за да направиме една мала пауза. Значи, го завршивме овој делот на првичното формирање на државата и стартот на нивната голема нивната мегали идеја, голема идеја. Тука го завршуваме да мала пауза ќе правиме за да влеземе во оној втор дел кој исто така не помалку интересен напротив. Вклучете се во второто коло на големата наградна игра на Гранд Кафе. За само 500 грама Гранд Кафе можете да освоите супер годишна гранд плата од 600.000 денари или некоја од другите 3.000 вредни награди. Картички од 500.000 и 250.000 денари. Шопинг картички од по 30.000 денари. Луксузна кујна патување во Дубај за двајца и уште многу други вредни награди. Баркодовите од кое било пакување на Гранд Кафе во вкупна тежина од 500 грама. Пратете ги на нашата адреса. Извлекувањето на второто коло е на 23 ноември. И мирис, и вкус, и награди плюс. Ваше Гранд Кафе. Одбери Duo Extreme и доби го најбрзиот интернет и најефтиниот телефон, без да го менуваш твојот стар број. Без трошоци за модем и приклучок и без дополнителни трошоци кон Телеком. Неспоредливо моќен. Duo Extreme од Оннет. Зар не е прекрасно кога еден шампон се грижи за целото семејство? Камил содржи внимателно отбрани активни состојки кои даваат убавина и мекот на вашата коса, а при тоа не ги насолзуваат нежните детски очи. Камил, шампон за сите нас. Вкусно овошје. Sungold. Се гледаме утре. Се враќаме на снимката на мечот. Извонредна борба на заморот против сите останати играчи. Сите испадна освен нашата надпреварувачка која жестоко се брани. Се обидува да се одмори, но заморот е неверојатен, а таа е практично во нокдаун. Судијата го почнува одбројувањето. Но што се случува сега? Ова е неверојатно, ова е сензационално, ова е неверојатен пресврт. Феноменално се враќа во борба. Се обидува да го притисне заморот кон
мечот, заморот е на колена. Турбочино. Дополнителна енергија во шолја вкусно кафе. Роден е нов шампион. Милиони изгореници годишно во светот завршуваат со смрт, инвалидност, физички и психички хендикеп. Што употребувате против изгореници? За прв пат во продажба Готерм, со традиција над 200 години. Производот е оценет како уникатен и револуционерен од 40 водечки компании во светот. Болките поминуваат за 10 до 20 минути. Преврските се безболни. Не остануваат лузни на кожата. Лабораториски анализи извршени по светски методологии. Инаку, само пред да минеме повторно на професор Далибор Јовановски, ова за последнава реклама многу ми ме прашуваат што е, кој оди од минатата емисија наваму. Јас имав една опекотина пред година и пол на ногата долу, на овој дел, и не можев 3 месеци да одам. И овдека дојав на емисии со бастом и така натаму, како да ти се скрши ногата, толку имав опекотина, и не знаев за овој производ. Меѓутоа, е како производ кој, мислам, кој стварно стравотно ги лечи, имам лично искуство во сето тоа и ви го препорачувам ако не дај Боже имате некаков проблем. А згоре на тоа и всушност јас се запознав со тој производ преку едни мои пријатели моторчи кои кога се изрина овдека, нели од асфалтот како опечени, исто со тој третман им пројде све, почна да им растат влакна, немаше никакви ожилци, или да кажеме овие кои се во колички или кои се болни дома, кои лежат, кои се непокретни, па кои им се отвараат чирови, живи рани и така натаму, и ова помага. Многу интересен лек, меѓутоа имате тамо телефон, па може да се интересирате. Многу интересно во секој случај, доколку не дај Боже имате проблем. Далиборе, нашите проблеми всушност македонските почуваат со почетокот на грчката голема идеја, грчката мегали идеја. Во тоа време уште баварецот е. Да. Да, тој ќе се, отон ќе се обиде да искористи оваа голема идеја за своја. Се уште е тоа монархија или е парламентарна монархија во тој момент? Парламентарна монархија, меѓутоа кралот има со уставот од 1844 година, Грци има дводомен парламент, меѓутоа кралот има се уште големи ингеренции, можел да ја распусти владата кога сака. Тој ќе се обиде да ја искористи мегали идејата за време на Кримската војна во 1853-1856 година, но нема да успее. И тогаш ќе се случи една интересна работа. Ние често се љутиме на странските амбасадори, на политичарите, особено од Запад, кои ќе ни кажат одредена работа, и тоа не боли. Чувствителни сме. Но грците имат и по-лоши искуства. Од нашите. Од нашите. Но му било неколку пати сугерирано да престане со активностите во 1853-54. На кралов. На кралов, да не ги подгрева атмосферата во Грција, да не испраќа 4 предводени офицери на регуларната армија на Османлиска империја, бидејќи онака се води војна помеѓу Франција, Велика Британија и Турција од една страна против Русија, да не направи дополнителна белја. Дури Наполеон III, францускиот император,
во писмо, викам, дали треба да ве подсетам што све Франција направи за Грција. Да ве пишавме на, ве вцртавме на географската и Ве направивме политичката држава, да. карта, ве направивме држава. Отон давал патетични одговори. Што Значи, се случува? Има војна во која двата сојузника во формирањето на Грција, Се на една страна, а третиот Русија е наспротив од трите Точно. сојузника, всушност 2 против 1 војува. Точно. И А Грција против оној против кои биле трите сојузника против Турција, тие со двава, Точно. со Франција и со Британија. Точно. Сега Отон направил погрешна политичка Наместо да процена, молчи. Да молчи. И така едно убаво мајско утро се разбудиле во Пиреа што да видат француско-британска флота паркирана тука. Се истоварили, окупирале Пиреа. Земаат еден амбасадор грчки во Лондон, Маврокордатос, и го носат во палатата на Отон и му велат, овој ќе ви биде премиер. Отон, Диктатура. така, Отон што можел да направи? Како сега што им е паркирана 6-та флота, Ете така. а исто, значи, Отон имал опција. принципи исти. Точно, не се менуваат, Се остало се топлата нејасно, вода откриена поодамна. Отон што можел да направи? Опцијата за него била да биде детрониран. Прифатил. Кралската фотелја помила. Помила. Грција не му била толку мила колку кралската фотелја, иако сите велат дека од неговите биографии дека многу ја сакал Грција, дури од кој ќе одетронираат ќе одел облечен како Грк. Евзон. Ова ќе биде пресвртница за Отон, за неговата позиција во грчкото општество, бидејќи веќе грците нема да го почитуваат од многу проста причина. Не го оствари тоа што ни го вети, а попушти на тие што не требаше да попуштиш. Сега да скратиме, во 1862 година со државен удар соборен Отон и повторно престолот е празен. Меѓутоа не е погубен, нели? Вратење. Не, качене на брод и пратене за Баварија заедно со сопругата. Амали и во грчкото патриархално општество многу пречело што тие немале деца. Тоа често било коментирано дури во политичките кругови, дека кралски брачен пар без деца Нема не е вистински кралски брачен пар. Повторно на сила стапуваат трите сили. Имала една опција што се јавила, синот на британската кралица Викторија Алберт да стане грчки крал. Да е таа најголемата Викторија, нели? Да, што ќе направи Велика Британија да биде, да, буквално светски хегемон. Бил одржан референдум, Алфред победува со 99%. Да биде тој крал. Да. Меѓутоа, кралицата Викторија не би била толку моćна и толку долго да издржи на кралскиот престол, без разлика што во Велика Британија премиерот и парламентот се поважни, но сепак и улогата на Викторија во тоа време не е занемарлива. Ако ни една кралица нема крстено стил, па оваа има Викторија стил, да. Точно. И Викторија била многу далековида и знаела. Ако незиниот син биде грчки крал, таа ќе мора да се вмешува во конфликтите помеѓу Османлиската империја и Грција. А Османлиската империја во тој момент имала стратешко значење заради Босфор, заради Босфор, точно, за Велика Британија и едноставно рекла дека не е можно британски принц да биде монарх, а плюс се повикала на договорот од 1830 дека ни еден од трите кралски семејства немаш. Тогаш било решено нов крал да стане данскиот принц Георг, кој што во Грција е познат како Георгиос. И од 1863 година па се до 1975 кога со референдум ќе биде укината монархијата во Грција со известен краток прекин во 20-тите години на 20-тиот век, ова данско кралско семејство ќе владее со грчкиот престол. Георгиос дошол во Грција и тој бил малолетен. Меѓутоа англичаните прават еден
многу осмислен тактички потек. Јонските острови, кои што биле под британско управа, значи денес познатите туристички дестинации, Закинтос, Крв, Родос, Кефалонија. Родос е ваму. Он е подобро. Покрај западниот брег на Грција. Британија и ги дава на Грција. И ги подарува. И ги дава. Вика, ова населението е грчко, ние владеевме 50 на година, доволно е. И сега тоа не би било чудно, доколку 2 години порано, 1861 на предлог на Уилјам Гледстон, кој што е за нас македонците значен ради неговата изјава Македонија на македонците, не побарал, бидејќи претходно бил на тие острови да ја проучува состојбата, не побарал тие острови да веднаш да се дадат на Грција, населението. Тоа е фактичка состојба. Да. Тоа му рекле не. Нема потреба, ние ќе ги држиме. Но со промените во Грција и со доаѓањето на новиот крал, кој што бил британски избор во секој случај, А сепак со слаба позиција. со слаба позиција, точно, ваму го чекали искусни Кучиња. волци. Овие острови се дадени на Грција и Грција прв пат територијално се проширува без испукан курш. Продолжува приказната понатаму, има една криза од 1866 до 69 година околу островот Крит. За малку ќе избила војна помеѓу Турција и Грција, но силите се вмешуваат и спречена е војната. Тогаш доаѓа и до прекин на дипломатските односи. Сите грчки конзули и амбасадорот се избркани од османлиска територија. Но оваа криза е многу значена затоа што Крит добива автономија и добива еден статут кој што ќе биде многу значаен за при одржувањето на Берлинскиот конгрес и пишувањето, односно создавањето на Берлинскиот договор. Во тој член 23, на кој ние ќе се повикуваме во иднина за добивање на автономија, стои дека останатите провинции на Балканот кои што ќе останат под турска власт треба да добијат автономија слична како островот Крит, освен даночниот дел кој што ќе биде подруго одреден. Тоа е првиот чекор на Крит кон припојување кон кралството Грција. Но тој пат ќе биде многу макотрпен. Грците тука не застануваат. Продолжуваат и понатаму. Во 1869 дури ќе формираат и Сдружение за ширење на грчката писменост, за да делува во Епир, Македонија и Тракија. Но најголемиот дел од средствата што ќе ги дава грчката влада се наменети за Македонија. Зошто? Многу е јасен одговорот. Самиот грчки крал во 90-тите години на 19-тиот век Георгиос има изјавено дека знае дека има малку грци во Македонија. Еден грчки политичар Трикупис Харилаус исто така има изјавено дека во Македонија освен покрај брегот грци има само во некои поголеми градски центри, а Македонија е претежно селанска земја во тој период, земјоделска, што значи дека многу точно предвиделе што им треба. Значи им треба здружение кое што ќе врши образовна пропаганда. Сите сме сведоци дека преку образованието се всадови националната свест. Значи ти дома можеш колку сакаш на детето да му збориш ти си од оваа националност. Тоа ако оди во училиште 8 години, па продолжи во гимназија, па на факултет, а таму му велат не, ти немаш таква националност. Сведоци сме и у современо време на образовниот процес во Америка. Секој сабаје се пее химна, се дига знаме, сите раката на срцето и така натаму. Да. И така со години. И ова здружение ќе делува, некогаш повеќе, некогаш помалку успешно. Меѓутоа, за зацврстување на грчката позиција на Балканот е важна големата источна криза во 1875 година, кој ќе започне со едно востание во Босна и Херцеговина, кој што ќе доведе до тектонски пореметувања во регионот, бидејќи Русија повторно воено ќе интервенира
на Балканот ќе се обиде да ја создаде така наречената Санстефанска Бугарија. Откога тоа ќе биде регулирано со прелиминарниот договор од Сан Стефано, големи западни сили се спротивставуваат и не на крај нема да испадне ништо од таа голема Бугарија, но Бугарија со решенијата на Берлинскиот конгрес ќе добие автономија. Во рамките на турската, на Османлиската империја. Точно, додека Србија ќе добие независност. Србија ќе води војна против Османлиската империја два пати. 1876 Србија е жестоко поразена, но благодарение на рускиот и австрискиот притисок, османлиите не влегуваат во Белград. Втор пат ќе влезе следната 1877 година, од која веќе русите се на пат за Истанбул. Српската независност е со австро-унгарска помош. Нормално, Србија за да добие австро-унгарска помош за независност и за територијално проширување, мора да подпише трговски договор и железнички протокол. Се во интерес на Австро-Унгарија. Грција се обидува да игра некаква улога, не може да игра многу успешно, бидејќи нема силна армија. Грчката војска ќе влезе во Тесалија, накратко, и големиве сили ќе кажат подпиша примирие турциве со русиве, така да турската морнарица и војска е подготвена, а доволно фрустрирана од војниот пораз, пазете вие да не испаднете колатерална штета. Во тој период, тоа е, значи да кажем, 1875. 5 до 78. Да, 75. Грција е под Лариса. Да, се уште. Србија е до негде, до Врање. Србија е над Ниш до 1878, а по Берлинскиот конгрес е до Врање. Од Ниш до Белград е. Точно. Во Земун е веќе граница со Австро-Унгарија. Земун значи, преку реката. Австро-унгарски. Да, Земун е. Преку реката благаш по Земун во Австро-Унгарија. И Бугарија е... Бугарија не постои, ќе создадат со Берлинскиот договор. Имаат некаква автономија. Имаат автономија, тоа на територијата помеѓу Балкан, планина и реката Дунав. Останатиот дел... Значи, се е другото под директна османлиска... Освен еден дел кој што се нарекува автономна област Источна Румелија, која што во 1885 ќе се обедини со Бугарија. Таа е одвоена од проектираната бугарска држава. Значи, всушност, османлиите која ќе минат преку Босфор, како со црево, всушност, минуваат овој дел, го контролираат Солун, надоле до Лариса, нас, и целиот овој друг Албанија и на кај Босна нагоре. Босна веќе не ја контролира. До пола е некаде со Австро-Унгарија. Австро-Унгарија цела е окупира. Денешно познавање на целата денешна Босна и Херцеговина влегува. Значи овие се до Црна Гора, Санџак тука, така? Така, Црна Гора е веќе независна, само Санџак. Значи вака буквално тесно. Да. Еден тесен. Многу тешко одбранливо. Многу тешко одбранливо. И тој ќе се покаже во балканските војни дека е така. Меѓутоа, Грција повторно влече корист од оваа криза. Бидејќи заради зачувување на мирот во регионот, големиве сили ги повикуваат Грција и Турција со членот 24 од Берлинскиот договор да преговараат за редефинирање на заедничката граница. Преговорите траат 3 години, на крај пак со вмешување на силите, само сега не овие 3 плюс Италија, Австро-Унгарија и Германија. Во јуни 1881 година, со Цариградскиот договор меѓу Грција и Турција, Грција добива Тесалија и градот Арта во Епир. Значи, втор пат Грција добива територија без Курш. Прв пат островите, сега ова. Сега Тесалија. Сега веќе е на границата со Османлиска Македонија. Веќе грчките активности во Македонија стануваат пожестоки, затоа што веќе се на граница. И тука има многу интересни анегдоти, цело време бараат да се железнички да се поврзат со Солун. Турците не дозволуваат. И викат ако сакате, ако сакате, вика идете в Серфиџе Битола, па од таму нагоре. Грците викат пологично не е на Солун, на Солун нема поврзување, грчките железници со
Солун, мислам дека 1916 или 17, значи веќе тој дел од Македонија кој во рамките на ќе влезе во рамките на кралството Грција, тогаш ќе се спојат. Но, како што реков, акциите стануваат се пожестоки, се користи секоја можност веќе да се каже дека Македонија е Грчка. И интересно што се случува. Доаѓа до редефинирање на опсегот кој го опфаќа Македонија. Ако претходно велеа Македонија до Шара или Скардос, сега грчките интелектуалци, предводени од веќе споменатиот Папаригополос и политичарите, говорат за 3 зони во Македонија. Во јужната зона, која што е под Костур, Негуш, таа линија, значи Костур, Негуш, Солун, Серес, вика таму доминира грчкото население. Над таа линија е средната линија, средната зона. Дока е Битола негде. Битола над Крушево, Прилеп, Струмица. И горе на кај Родопите. Вели, таму е населението мешано, па кој ќе биде поуспешен на пропаганден план, тој ќе добија, вика, северниот дел е чисто словенски. Нема мене ништо. Да, по потреба. Ја редефинира, значи. Да, ја редефинира. И дури почнува да зборат дека северната линија на средната зона е вистинската Македонија, демек Македонија од време на Филип и Александар, а другото не е Македонија. Дури денес во некои нивни списанија може да се, или книги може тоа да се сретне. Како и да е, работат жестоко на теренот, но во... Цело тоа време ме интересира. Како го третираат населението во Македонија? Се уште не влезени во Македонија. Да, вага. Што, сем грци, што има таму? Така, значи го третираат како славофонско по потреба, славофони грци, како бугарско. Уште од тогаш? Да, значи словено ништо антички македонци, оно, ништо. Грчкото население во Македонија се наследници на античките македонци според нивните видувања. А има и теорија дека македонското словенско население всушност е античко македонско население кое што било грчко, па било пословенето и така натаму. Меѓутоа го третираат како, значи македонското словенско население како бугарско и по потреба како српско. Иако морам да напоменам, има информации, барем по весниците, за разни теории пренесени од руски и српски интелектуалци, дека тоа население не е ни бугарско ни српско. И овие теории се цитираат во грчките весници, во Акрополис во 1891 година. Но, имало и грци кои подруго гледале на ова население. Значи, не на тоа дали Македонија треба да биде грчка, треба. Туку како е ова население. Така еден професор на Атинскиот универзитет, Неоклис Казазис, говори, вика, словенското население во Македонија е поделено на срби, бугари и славо-македонци. Дури во една негова книга има напишано во Македонија, вика, се говори славо-македонски идиом, вика, кој што не е дел од бугарскиот јазик. За разлика од други, да, друг јазик. Тоа нормално го прави по потреба заради грчките интереси, но ја се огледува значи, и реално, вака да констатираме, таа пропаганда дека ние не сме наследници на Александар Македонски или дека сме ние словени дојдени од ваму од таму, дека не знам што, е стара 150 години. Точно. И повеќе. Точно. Значи не е тоа не е кажано тоа сега. Вчера, Од значи 8 септември нивна иста политика, со тоа што тоа прелевање од крајните овие граници што кажавме под Лариса, да, па нагоре, тоа е една нивна константа која трае и постојано се повеќе и повеќе освојуваат, со тоа што се добиваат без испуткан куршум. Да. До овој момент. До овој момент. Сега ќе направат една погрешна процена. Во 1897 има востание на Крит, една националистичка организација Етникетерија, национално здружение, уфрла и чети во Македонија. Сега, накратко, сето тоа ќе предизвика војна. Во април 1897 ја нарекуваат 30-дневна војна, зашто турскиот аскер за 30 дена елегантно ги изчистува. Ги избришал.
Дури има една книга, напишана од еден прогречки англиски историчар Даглас Декин, The Greek Struggle in Macedonia, и кажа, вика, турциве обколиле Лариса, меѓутоа им било страв да влезат во Лариса, плашејки се да не е некоја тактика на грчка армија, што така лесно се повлекла од градот. Што толку избегали? Грците панично бегале од. Но, благодарение на Георгиос, кој што имал сестри, едната сестра била мажена во Лондон за британскиот престолонаследник, а другата сестра била мајка на рускиот император Николај II, успеал војниот пораз да го претвори во добивка. Зошто реков во добивка? Следната 1898 година, наместо Грција да биде уште повеќе казната заради војниот пораз, осмалиите се принудени да ја повлечат собствената војска од Крит, Крит да добие уште поголема автономија во однос на претходниот период, а вториот син на Георгиос, престолонаследник е Константинос, значи вториот син, исто така се викал Георгиос, да стане прв гувернер на Крит. На Крит. Тоа го прави вешта дипломатија, меѓутоа и врски. Добро, значи да констатираме. Во целиот 18 век. 19. 19 век. Во целиот 19 век. Значи во 70 години од 1930 до почеток на 20 век, вклучително со Берлинскиот конгрес, се формираат повеќе држави на Балканот, од кои сите се формирани од странска големите сили, да. Ниедна не е само формирана. Не ни можела. Сите се зададени. Да. Не ни можела. Вклучително кај што им се зададени и кралевите, и во Бугарија, и во Грција, и така натаму. Во Бугарија исто. Двајцата кнезови се дадени од странски земји. Прво од Русија, подосна од некој западни. Србија е формирана под притисок на русите, па потоа и австро-угарците. За Црна Гора е многу јасно. Значи, едноставно сите држави се формирани заради интересот на големите сили. Да ја командуваат преку своите кралеви, цареви и така натаму. Меѓутоа тоа пак ќе предизвика други проблеми на Балканот, од кои ќе се создадат современите балкански нации, ниту една нема да биде задоволна со границите. Тоа е всушност производот од формирањето вака држава. Бидејќи сите граници биле проектирани од големите сили. Мала бил улогата на самите балкански народи. Уште не биле нации. Народи. Дури од кои ќе добијат држави ќе се формираат како нации. И што започна? Започна да се бара плюс територија. И они вештачки всушност. До оваа река, до оваа планина, до оваа. Србија прв пат јавно Косовската битка ја слави во 1889 година. Меѓутоа не ја слават заради изгубеното поразот, туку да се создаде еден мит дека Косово е српско. Да. И тоа ќе им биде успешно. Има податоци кога српската војска ќе влезе во 1912 на Косово, српски офицери со солзи им се обраќале на војниците. Демек конечно го вративме на светата земја и се одмаздивме. Иако составот на населението веќе покажувал дека таа веќе и не е српска, не е српска земја, етнички говорам, историски е друго прашање. Грција после овој војнички пораз прави еден пресврт во политиката, оди на приближување кон Османската империја. И дури востанието или денското востание во Македонија во 1903 година, кој ќе избие, Грција има исклучително негативен став кон истото. Мал бил бројот на грците кои имале некакви симпатии спрема востаниците, збореле, овие ќе ни одземат нашата Македонија. Биле шокирани, например, во Клисура, кога влегле востаниците денесе во ние тоа што го викаме Егејска Македонија, тие Грчка Македонија, ќе влезат во Клисура, Клисура се населена со власи. А најголемиот дел од власите во известен период од минатото беа прогречки ориентирани. И бројот на грците беше голем преку нив. Тоа било шок. Но настаните што следуваат по Илинденското востание и поразот на востаниците
наметнувањето на мирштетските реформи кои што реално гледано биле позитивни за нас, Грција ќе се обиде да го искористи буквално со една мини војна интервенција. Ќе испрати вооружени групи составени од критјани, од домашно население и грчки командувани од грчки офицери. Тие така ја нарекуваат македонска борба и годинава ќе слават 100 години од завршување на таа македонска борба и ќе имаат успех во делови од Јужна Македонија, бидејќи веќе четите на организацијата не се толку силни после војничкиот пораз во востанието, бидејќи беа едноставно поразени од османлиите. Предходно ако влегоа, не знам како не би може да не ќе може да се справат. Но она што е многу интересно, Грција постепено финансиски закрепнува во 20. век, на почетокот на 20. век и започнува, црпејќи искуство од војничкиот пораз, започнува да ја реформира армијата, да набавува современо оружје, бидејќи не го произведувале, и да има повикано странски инструктори, британци и французи, да ја обучат армијата, бидејќи германските инструктори ја обучувале турската армија, и да направат анализа како треба во иднина да изгледа армијата, да изгледа структурата на армијата. И да француски адмирал има направено во контекст ова ви треба за оружје што на сите нови држави во Источна Европа се случува сега. И да француски адмирал има направено анализа дека вика вие немате толку пари да држувате волкава флота. Што ги ви се крстарици, разорнувачи, дури имали подморници. Вика, вашата флота треба да биде како некој услужен сервис на копнените сили, да ги транспортира. И Грција фала ви на Советот, но ние сметаме дека оваа флота ќе ни треба. Точна процена. На грците. На грците. 1912 година грчката флота ги прекинува османлиските поморски, односно турските поморски комуникации. Турците може да транспортираат војска само преку Истанбул. Од Малазија преку Босфорот во европските дел. Да. Не можеле од Измир, бидејќи грчката флота веќе и на кај Солун да праќаат броди, бидејќи грчката флота веќе го контролирала целиот Еге, дури ги блокирала Дарданелите. Значи, од таа гледна точка грчката процена испаднала многу точна. Нас ќе ни треба оваа флота, фала за вие што така не Совет. Да, за лошиот Совет. И така Грција веќе се подготвува за тоа што треба да дојдат таа балканските војни, бидејќи тие биле едноставно неизбежни. Османлиската држава Всушност било неизбежно делење на територијата. Значи конечно поставување на некои граници, кои никогаш конечно не се ни поставени. Секогаш некој мислел дека го решил со Берлински, со ваков, со таков и никогаш до крај. Еве гледаме пак се менуваат границите во регионот. Јас се само во овој момент ќе кажам, почитувани гледачи овде, Далибор Ивановски има една книга која ја бев и на едно негово предавање, грчка балканска политика и Македонија 830-881. Значи Далибор е всушност најголемиот стручњак во Македонија за тој период и затоа гостува во оваа емисија. И мислам дека детално го изанализиравме овој делот до почетокот на балканските војни. Ќе направиме една мала пауза сега и после тоа ќе минеме на делот од балканските војни и коначното расцепување на македонската територија меѓу државите кои окружуваат. Милиони изгореници годишно во светот завршуваат со смрт, инвалидност, физички и психички хендикеп. Што употребувате против изгореници? За прв пат во продажба Готерм. Со традиција над 200 години, производот е оценет како уникатен и револуционерен од 40 водечки компании во светот. Болките поминуваат за 10 до 20 минути. Преврските се безболни, не остануваат лузни на кожата.
Лабораториски анализи извршени по светски методологии. Инаку имав подготвено почитувани гледачи за оваа емисија на крајот да прочитам неколку ваши имейл пораки, меѓутоа нема да имам доволно време од причина што ми појде муабетот многу со Далибор, а сепак сакам барем една сугестија што ми ја пративте овај пат на мојот форум да ви ја дадам, а тоа е слайдот. Далибор го спомена рускиот цар Николај, значи воопшто Романови фамилијата. Само еден слайд кој покажува. Гледате го, Романов е доле, горе е Медведев. Колку необично наликуваат, се поголеми се шпекулациите во светската јавност дека е Медведев некој скриен наследник на фамилијата, на семејството на рускиот цар, кој се мислеше дека во Октомвриската револуција е тотално исчистено, дека се убиени сите, дека се скриени нивните гробови, меѓутоа, еве може да се види од овие слики колку наликуваат еден на друг. Личат. Личат, нели? Личат тоа многу. Добро, меѓу другото и Русија како голема империја одигра голема улога. Да го затвориме накратко делот со првата, втората Балканска војна и... Да, Грција имала можеби најслаба армија од трите, односно четирите армии во првата Балканска војна, кои што ќе бидат во Балканскиот сојуз, значи Бугарија, Србија и Турција. Турција спротивставена противникот. Може би имала најслаба армија, меѓутоа имала извонреден премиер. Венизелос. Знал како да игра. И има една анегдота, секогаш ја кажувам тај на предавање на студентите, кога престолонаследникот Константинос му праќа телеграма во Атина, му вика од војнички аспект треба да тргнам за Битола, бидејќи таму е сконцентрирана османлиската, односно турската армија и да се пресметаме со неа. Венизелос му рекол, тоа би било добро, доколку вика немаше друг претендент на Солун, а тоа се бугарите. Вика, сврти ти на кај Солун. И во Солун влегуваат без испукан куршум. Без испукан куршум. Има една битка Кенидже, Вардар или Јаница, што ја нарекуваат грците. Меѓутоа не е таа толку голема за да има некое битно значење. Големо значење. Првично османлискиот командант сакал да го брани Солун, меѓутоа армијата била деморализирана, имало голем број на бегалци, на крај странскиве конзули се собрали, му рекле, слушај, дај, многу крв ќе има, дај, одете си од Солун. И Мустафа Кемал Ататурк, попознат, кој ќе се вратат кој ќе заминат за Истанбул некој од командантите што го предале Солун, вика, како можевте, вика, да не го браните, вика, тој е толку убав град. Впрочем, Мустафа Кемал е роден во Солун. Грција по првата и втората Балканска војна ќе добие големи територии, значи скоро сите егејски острови. Поголемиот дел од Епир, 51% од Македонија. Значи, всушност најголемиот добитник е од двете Балкански војни. Најбисерот од војната бил Солун. Грција го добила Солун. Без разлика ете што потоа, што знам, влегува во Солун и Јане Сандански и ова и она, мислам Веќе е решено чиј ќе биде градот. Некои велат Сандански
и бугарите влегле неколку сати, неколку дена, подосна, не е важно, решена е судбината на Солун. Значи Грција добива големо пристаниште, Грција добива плодна земја. Да, насушно Значи, потребна. вака да констатираме. Првата, веќе знаеме дека се водат една и друга Балканска војна. Секоја војна се води меѓу балканските држави кои нас не обкружуваат за прераспределба на териториите, тие струмица е бугарите, треја вамо, таа таму и така натаму. На крајот да дојде до Букурешкиот договор и до конечната распределба на териториите, која се испоставува 100 години подоцна, пак не е конечна распределба. Или 80 или 90 години, повторно ништо не бива. После 8 децени, 9 децени, Точно. повторно се сите на некој си почеток. Да. Еве со регионализација на, да кажеме, теоретски сите влеземе во Европска унија, со регионите, па повторно се менува целата структура. Структура, точно. Видите, се создаде нова држава на Балканот. Значи, Србија изгуби уште еден дел од својата територија, што ги доби во балканските војни. Тие ден денес им е тешко што Република Македонија не е таму. Тоа мислам се очигледно се забележува, иако јавно не се кажува. Но со грчките добивки во балканските војни започнува и драстичното менување на етничката карта во Егејска Македонија, Беломорска Македонија. Македонците кои што биле мнозинство... Де факто ја продолжуваат акцијата сега и преку етничко чистење. Не секогаш има елементи на етничко чистење, но има и елементи со наметнување на грчката свест, преку образование, преку вработување и така натаму. Некој што со тоа не може да се согласи, се иселува. Така, има договори помеѓу Бугарија, Калфов политис помеѓу Бугарија и Грција за размена на населението. Меѓутоа, она што ќе направи денес Грција да тврди дека 2,5 милиона грци се македонци и дека се повеќе како народ отколку ние во Македонија, е војничкиот пораст на Грција во војната со кемалистичка Турција. Во 1923 со договор за размена на населението, некаде околу пола милион грци од Турција се населени во Македонија. И тоа тогаш веќе драстично се измената етничката карта и грците денес тврдат дека овде живеат грци. Тука се грци, македонци, нели како што се нарекуваат. Тие се мнозинство, таму некои зедници словеногласни славомакедонски барат одредени права. Ако се реши проблемот, може ќе ги добијат, ако не се реши. Од историски аспект, за крајот на емисија, од историски аспект, сега ќе скокнеме цели 90 години. Така. Од историски аспект на денешен ден. Се што се има случувано пред 180 години се уште врие овде. Да. Значи ништо не е решено, ништо не е за жал затворено. Така изгледаат работите, дека истите фрустрации се, истите амбиции. Да. Ако ги видите са, ние имаме проблем со Грција. Меѓутоа, Грците имаат проблем со турците. Ние имаме проблем со недоразбирање со бугарите. Проблеми имаме во некои односи со албанците. Србите имаат проблеми со албанците. Значи се е исто стана. За жал, бидејќи морам како историчар да кажам, за жал останува исто, затоа што премногу крв е пролена, премногу животи се отиден, премногу Балканот има страдано наместо како регион да од овој историски аспект и од твој научен поглед. Има ли била каква шанса грците ова што го градат 180 години да го повлечат како мисли? Не, мислам тука да сме на чисто и ние тоа што си го сметаме за наше нема да го повлечеме, ниту треба да очекуваме дека тие сега да искочи премиерот. Значи тоа ова сега што кажува, што знам председател, дека тука сега некој заедничко решение, па ние да сме биле вамо, па те не сме да попуштиме, ние па тие ќе имале разбирање, таа разбирање. Последниот предлог на Немец пак ги соедини нашите заради очигледното дека очигледната цел дека грците
имаат проблеми со прифаќањето на нашиот идентитет како македонски. Како славо македонски не би имале проблем, меѓутоа како македонски имаат проблем. И не треба да очекуваме дека Дека тоа ќе го променат. ќе го променат, барем во догледна иднина, или пак да очекуваме дека некој грчки политичар со влијание, не зборам овие екстремни левичари кои што ни даваат подршка, имате право, дали од Неа демократија, дали од Пасток, дека ќе каже, слушате, овие славо македонци или македонци беа мнозинство пред 1912, ама ние малце ги избркавме. Да признаат реалноста, нема да се. Или да кажа дека Папаригополус тоа што го направил во 1853 сгрешил. Тоа нема да се случи, бидејќи ќе удрат на дел од сопствениот идентитет. Не верувам дека некој политичар сака да удира на... Практично со признавањето од нивна страна, ние си го знаеме нашиот идентитет, име, јазик, Точно. нација, земја, со признавањето од нивна страна нашиот идентитет, голем дел од својот идентитет негираат. Тоа е основниот проблем на грците. Така можем да заклучам. Па, буквално испаѓа така. Ние имаме етнички идентитет македонски, а тие викаат дека имаат културно-историски македонски идентитет. Значи, не е базиран на етничкото потекло, туку на камењата што се културата и традицијата. И они велат, вика, ако ние вас ве признаеме како такви, ја губиме целата. и вие ќе воспоставите монопол на целото име Македонија. Не истото им викам, ако ние вас ви попуштиме, вие ќе воспоставите монопол на целото име. Имав еден професор Македонија. по математика кој не разбираше многу математика во Јосип Броз гимназија и која не можеше да реши на таблата, ќе пише, деца, пишите, нема решение. Сега за сега така изглежда. Дали го ти благодарам што го Благодарам. слушате мојата емисија до овие дотоци часови. Им благодарам на сите што останаа, што не гледаат овдека и во прекоокеанските држави и во европските држави и на северот од Европа. На сите што се во тие цивилизирани земји им посакувам да имаат што помалку пари на берза, за да не ги закачи оваа голема несреќа што очигледно се повеќе и повеќе ги се шири како економска криза, криза на берзите и банките во Западна Европа. Почитувани гледачи, до следната емисија, до следниот петок, останете со здравје. Милиони изгореници